Почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта, почитуван заменик директор на јавното претпријатие за државни патишта, почитувани представници на изведувачите и на надзорниот орган на оваа делница. Ова влада покажа како посветено се работи на реализација на капиталните проекти кои се од суштинско значење за економскиот раст и развој на државата и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Овој проект на кој се наоѓаме денеска е експресниот пат од Грацко кон Прилеп, поточно делницата Фариш-Дреново, еден од проектите што ние успеавме да го оживееме и да започнеме повторно да го градиме. Сакам да ги информирам сите граѓани од овој регион дека експресниот пат од Грацко кон Прилеп и на двете делници се гради со полна пареа. Денеска со директорот и заменик директорот на јавното претпријатие за државни патишта се наоѓаме на увид на отпочнатото бушење на тунелот кон Прилеп како еден од најкарактеристичните објекти на оваа траса. Овде ќе се изградат две тунелски ленти, едната кон Прилеп, а другата кон Грацко. Изведувачот е комплетно мобилизиран и на располагање има сите потребни ресурси од кадар, работна сила, механизација и опрема и материјали за изведба на тунелите согласно динамиката за изградба. Очекуваме тунелот да биде готов кон средината на 22 година, а целиот овој експресен пат да биде готов кон средината на 23 година. Вредноста на изградбата на оваа делница од Дреново до Фаришка клисура е 33,6 милиони евра. Крајниот рок е месец јули 23 година, но сите ние работиме заедно и нашите очекувања се дека може да стигне и порано од предвидениот рок. Исто така сакам да потенцирам дека силни градежни активности имаме на изградбата на патниот правец од Грацко кон Дреново и очекувам овој патен правец да го комплетираме исто така во јуни 23 година, така како што ветивме. Експресниот пат Грацко кон Прилеп е приоритет на владата. Тој има огромно економско значење и социјално значење за граѓаните од Пелагонискиот регион. Го ветивме и го исполнуваме нашето ветување за изградба на модерен и безбеден патен правец со огромни бенефити на целиот регион за побрза комуникација и за побезбеден сообраќај за сите граѓани. Мене исклучително ме радува и фактот што капиталните инвестиции продолжуваат да растат во текот на оваа година, посебно и во овој период, заради тоа што имаме и убав временски период, се уште не служи времето за да продолжиме со реализација на капиталните инвестиции. Затоа ние ќе продолжиме да правиме максимален притисок секаде каде што е возможно да продолжат да растат капиталните инвестиции и повторно и оваа година да имаме силно ниво на капитални инвестиции во државата. Независно од политичката состојба, ниту еден капитален проект не е запрен. Напротив, сите се реализираат со силна динамика. Затоа ние продолжуваме со уште позасилено темпо, со нови проекти за граѓаните и просперитет на држава за сите нас. Благодарам. Почитуван министер за транспорт и врски господин Бошарски, почитуван заменик директор на јавното претпријатие, почитувани медиуми. Една од поважните меѓународни рути која што поминува низ земјата и го поврзува регионот со останатиот дел на Европа е коридорот 10. Токму за тоа, во овој период отпочнавме со значајна градежна офанзива на кракот Д од коридорот. Работиме интензивно на изградба на експресниот пат Грацко Прилеп, кој е поделен на три делници. Прва делница Грацко Дреново, втора делница Дреново Фариш, каде што сме денеска на увид, и трета делница проширување на патна делница од Прилеп до мостот на Ленишка река и изградба на трета лента на патна делница од село Беловодица, Каменолов, Маврово. Овој пат е еден од најзначените патни правци во државата, каде што дневно поминуваат и над 6000 возила од сите категории. Ова делница Дреново Фариш е во должина од 10,2 километри, за која се издвоени 33,3 милиони евра средства обезбедени од ЕВО. Ширина на делница Дреново Фариш е променлива,
5 km се со асфалтна платформа од 12,4 метри, што одговара на експресен пат, а преостанатите повеќе од 5 км се со платформа од 17 метри, што одговара на автопат со намалена ширина. На само 10 км расстојание во овој појас се градат 2 тунела, 21 мост, 5 подвозници, 11 потпорни ѕидови, 1 кружен тек на локалниот пат со клучка кај Дреново и 1 виадукт, што говори за каков тежок пристапен терен станува збор. Во моментот, овде каде што вршиме увид, се изведуваат работи за пробивање на еден од тунелите. Во оваа прилика сакам да потенцирам дека започнуваме и со реабилитација на патниот правец Фаришка клисура Прилеп, предвој Плетвар во должина од 19 км и вредност од 5,6 милиони евра, со што значително ќе се подобри патна инфраструктура на кракот Д на паневропскиот транспортен коридор 10. Ви благодарам. Индруар министер и транспортит dhe lidhjeve zoti Bosfarski, nderuar zoti zëvendësdrejtori i Ndërmarrjes Publike Rrugës Shtetërore, të nderuar mediume. Një nga rrugët më të rëndësishme ndërkombëtare që kalon përmes shtetit ton është edhe rruga që lidh regionin e një pjesë të Evropës që është korridori 10. Për këtë arsye, në këtë periudhë filluam një ofanzivë të rëndësishme në ndërtimin e krahut D të korridorit 10. Punojmë intensivisht në ndërtimin e magjistrales Gradsko-Prilep, e cila është ndarë në 3 seksione. Seksioni i parë, Gradsko-Drenov, seksioni i dytë, Drenov-Farish, ku jemi edhe sot për inspektim, dhe seksioni i tretë, zgjerimi i aksit rrugor nga Prilepi deri te ura në lumin Lenishka dhe ndërtimi i kursisë së tretë për seksionin rrugor nga fshati Belovodic, Kamenolom, Mavrov. Kjo rrugë është një nga drejtimet rrugore më të rëndësishme në vend, ku çdo ditë kalojnë mbi 6.000 automjete të llojeve të ndryshme. Ky seksion në gjatësi për 10,2 km, për të cilin janë ndarë për 33,3 milion euro të siguruara nga Bersh. Gjatësia e seksionit Drenov-Farish është e ndryshueshme. 5 km janë me platformë asfalti për 12,4 metrash, që i përgjigjet magistrales, ndërsa pjesa e mbetur më shumë se 5 km janë me platformë për 17 metrash që i përgjigjet autostradës me gjerësi të kufizuar. Në vetëm 10 km distancë në këtë brez ndërtohen 2 tunele, 21 ura, 5 nënkalime, 11 mure mbajtëse, një rrethrrotullim në rrugën lokale në kryqëzimin e Drenovës dhe një viadukt i cili tregon për çfarë qasje të vështirë të terrenit bëhet fjalë. Duhet të theksoj gjithashtu se filluam edhe me rehabilitimin e drejtimit rrugor Gryka Farish Prilep deri te qafa Pletvar, me gjatësi prej 19 km dhe me vlerë prej 5,6 milion euro, e cila do të përmirësoj ndjeshëm infrastrukturën rrugore të krahut D të transportit pan-evropian korridorit 10. Ju falenderoj.